Македонските новинари не работат во непријателско опкружување, но расширените дезинформации и недостатокот на професионализам придонесуваат за опаѓање на довербата на општеството во медиумите, што ги изложува независните медиуми на закани и напади. Владините функционери имаат тенденција да имаат лоши и понижувачки ставови кон новинарите, забележува Репортери без граници за земјава во најновиот извештај за индексот за слобода на медиумите. Македонија забележува скок од 2 места во однос на лани, од 38 на 36 место и има најдобра оценка споредено со земјите во регионот. Класификацијата на РСФ опфаќа 180 држави од целиот свет, но во однос на лани, Македонија забележува пад во 4 од 5 индикатори. Најголем пад од 5,35 поени има во политичкиот показател, од 1,82 поени во показателот правна рамка, од 3,05 поени во социјалниот индикатор, а пораст има само во показателот за безбедност од 8,16 поени. Целокупното опкружување останува поволно за слободата на медиумите, но владините агенции не се многу транспарентни и критичкото новинарство е се повеќе подложено на напади. Поради силната политичка поларизација, медиумите можат да бидат под притисок на властите, политичарите и бизнисмените и на национално и на локално ниво. Се вели во извештајот на Репортери без граници. Во социјалниот показател се забележува дека социјалните медиуми и дигиталната сцена главно го фаворизираат ширењето на дезинформации и сајбер закани. Во сите 6 земји од Западен Балкан, слободата на медиумите е влошена и вкупната оценка бележи пад од 4,14 поени од лани.